Последни вести денеска, добро вечер. Доживотна казна затвор за Љупчо Палевски, Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кешишев беше изречена денеска за убиствата на 14-годишната Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. Александар Ѓорчевски, таткото на Вања, кој беше обвинет дека давал информации за движењето на својата ќерка, е ослободен од вина. Обвинителството најави жалба на оваа одлука, додека одбраната на осудените пак најави жалби на доживотните казни. Судијата Ивица Стефановски при објавата на пресудата во Кривичниот суд истакна дека обвинетите се виновни за грабнување и убиства извршени со претходен договор и користолюбив мотив. На почетокот од објавата на пресудата нагласи дека обвинетите се виновни затоа што во претходен договор и заедно извршиле грабнување на Вања Ѓорчевска со намера некој друг член на незиното потесно семејство да го присилат да стори нешто, да даде парични средства на обвинетите за откуп на детето. Сето ова, како што дополни судијата, било со претходно смислен план и дадени инструкции од Љупчо Палевски. Внимавајќи да не најде некој. Земјите членки на НАТО на самитот во Хаг се обврзаа да инвестираат по 5% од националниот БДП годишно за основните потреби за одбраната и безбедноста до 2035 година. Во завршната декларација се посочува дека овие инвестиции ќе обезбедат капацитети, ресурси, инфраструктура, подготвеност за војување и отпорност, потребни за одвраќање и одбрана во согласност со основните задачи на НАТО. Согласно договореното, од средствата во висина од 5% од БДП-то, најмалку 3,5% годишно ќе бидат наменети за расходи за одбрана на НАТО, за потребите за основни одбранбени ресурси и за исполнување на целите за способностите на Алијансата. Останатите 1,5%, меѓу другото, ќе бидат наменети за заштита на критична инфраструктура, обезбедување граѓанска подготвеност и отпорност. А на маргините на самитот на НАТО во Хаг, македонската председателка Силјановска имаше средба со бугарскиот премиер Желјасков. Средбата, како што ја оцени Силјановска, била протоколарна и пријателска, а двајцата разговарале за потребата од диалог и меѓусебно разбирање. Сепак кажа дека не е јасно зошто не содржа состанокот кој што беше најавуван под посредство на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта. Средбата ја потврди и бугарскиот премиер Желјасков, кој кажа дека двајцата разговарале за човековите права и европските вредности. Зошто не се одржува средба која што проба да организира Кошта, доколку имате информација сега? Не би можела да кажам. Веројатно е фактичката ситуација, бидејќи наместо господинот Радев, мојот хомолог, дојде премиерот овде. Сега јас не знам, не можам да се мешам во бугарската политика, може би тие немаат методологија еднаш председателот, еднаш премиерот, владата, заради тоа што се работи за поделена надлежност. Говорихме за човешки права, говорихме за европейски ценности, говорихме за това, че езикът, който трябва официалните лица, които представляват държавите, да насажда приятелство, а не омраза. Защото ние в момента си позволя една аналогия. Според мен целта на нашите приятели от Северна Македония не е да превземат Вавилон, а да влезат в Европейския съюз, което става с изпълнение на критериите за членство. А по завршувањето на НАТО самитот во Хаг, еве што кажа генералниот секретар Рути и американскиот председател Трамп. With this plan, allies have agreed to invest 5% of GDP in defense. This is a significant commitment in response to significant threats to our security. It includes at least 3.5% of GDP invested in core defense requirements, a benchmark that until today was set at 2%. In a very historic milestone this week, the NATO allies committed to dramatically increase their defense spending to that 5% of GDP.
something that no one really thought possible. And they said, "You did it, sir, you did it." Well, I don't know if I did it, but I think I did. This will be known as the Hague Defense Commitment, which is pretty good, pretty appropriate. When the Allies reach this number, it will add more than $1 trillion a year. Think of that, $1 trillion per year to our common defense. Работниот однос на полициските службеници кои беа опфатени со истрагата за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани е во мирување, откри министерот за внатрешни Тошковски. Барањата на родителите на починатите во пожарот за одговорност пак вели дека се легитимни и тие според него имаат право да бараат одговори од институциите. Повеќе од Здравко Димитров. Замрзнат е работниот однос на полицајците кои беа опфатени во истрагата во Кочани, порача министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на денешната посета на Комисијата за заштита од дискриминација. Тошковски кажа дека обвинителството ја води постапката, но сепак полицајците ќе бидат надвор од вршење на должноста. Јавното обвинителство е оној орган кој што е надлежен да постапува во овој дел од истрагата. Истрагата во делот на полициските службеници кои што се спроведува од страна на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал се уште не е завршена. Во рамки на нивното функционирање во Министерството за внатрешни работи, ако ме прашувате во тој дел, нивниот статус е замрзнат, односно они во рамки на овој временски период ќе бидат оддалечени од вршење на функција во рамки на тековното функционирање на Министерството. Запрашан за тоа како ги коментира родителите кои обвинуваат дека постапката не се спроведува соодветно, Тошковски рече дека Министерството за внатрешни работи знае да постапува професионално и својата задача досега ја има извршено како што требало да биде. Родителите, го имам кажано многу пати, само ќе го повторам, имаат право да бараат одговори од институциите. Институциите се должни да дадат одговори на сите прашања. Сметам дека она кое што требаше да биде сторено од Министерството за внатрешни работи како институција е сторено во рамки на целокупниот овој изменет временски период. Министерството за внатрешни работи знае да постапува професионално и никогаш нема да дозволи за оној за кој што има докази, за оној кој што има основи на сомнение доведени на одредено ниво, да не процесуира постапка. Инаку Тошковски денеска најави дека на 5 јули се очекува официјално да биде пуштен во употреба системот One Stop Shop на границата со Србија. Во моментот системот во функција е само на границата со Косово, а Албанија е следната земја со која ќе биде воведен истиот систем. Советот за казнени дела при Врховниот суд донесе одлука со која што Основниот кривичен суд Скопје е определен како стварно и местно надлежен за водење на судскиот процес поврзан со трагичниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани. Советот за казнени дела при Врховниот суд донесе решение со кое за стварно и местно надлежен суд за постапување по предметот на Основниот суд Кочани, оформен во врска со пожарот кој што се случи на 16 март 2025 во дискотеката Пулс, го определи Основниот кривичен суд Скопје, стои во соопштението на Врховен. Согласно обвинителниот акт, на 34 физички и 3 правни лица, обвинети за пожарот во дискотеката Пулс, им се ставаат на товар тешки дела против општата сигурност. И на крајот уште за ова, во рамките на настаните од повторното отворање на возобновеното македонско село, вечерва беше одржана големата завршна свеченост во самиот комплекс. По официјалното примопредавање на 19 јуни, оваа манифестација, како што најави организаторите, е круна на неделата посветена на возобновувањето на туристичко-културниот комплекс. Со вечерашната свеченост, делот оттаму завршува циклусот од 2 поврзани настана. Институционалното отворање со примопредавањето минатата недела и денешниот настан за јавноста. Оттаму додаваат и дека од утре комплексот ќе почне со работа со полн капацитет. Тоа беше се. Пријатна вечер.